civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Би сакал да прашам нашата гостинка, господја Снежана Петровиќ-Аршовска, која е началничка на секторот за правни работи при МВР. Докаде се реформите и колку успеа МВР да се одвои од тоа што многумина од нас го препознаваат како еден малку попроблематичен, да го наречам со благи зборови, период на Министерството за внатрешни работи. Благодарам за прашањето. Се надам дека на почетокот ќе ми дозволите пред се да се заблагодарам за поканата, да имаме прилика и ние од Министерството внатрешни работи што сме упатени и дел од тие процеси, да ги кажеме нашите согледувања, видувања и заклучоци и искуство пред се и очекувања. Меѓутоа истовремено да ги поздравам и сите што следат оваа панел дискусија. Кога ќе се каже реформи, како збор, поим, процес, како и да сакате, мора да се согласиме дека е тоа нешто што е многу експлоатирано во последно време. Се говори за реформи во земјоделието, реформи во здравството, реформи во правосудството, реформи во полицијата. Тоа е еден процес, и тоа многу долг процес, кој што на почетокот мора да имате едно видување каде сме и која е нашата визија, кои се нашите цели, кои се стандардите и потребите што треба да ги постигнеме и каде треба да дојдеме, за да со задоволство можеме да констатираме дека тој процес пред се значи менување на нешто што постои, меѓутоа негово подобрување, почитување на некои стандарди, на некои добри пракси, кога се споредуваме со демократските напредни европски држави, па и пошироко. Значи, тој сегмент реформа на следењето на комуникации непосредно е поврзан со работата беше на Управата за безбедност и контраразузнавање, која беше следен приоритет, непосредно поврзан и следен чекор, природно. И сите сме сведоци дека сега е во фаза функционирање на Агенцијата за национална безбедност, агенција независна, самостојна, надвор од Министерството за внатрешни работи, со работници кои што се без полициски овластувања и не би сакала повеќе таму да навлегувам, пошто тоа се веќе посебна област надвор од Министерството за внатрешни работи. Истовремено не би одала временски кој е прво второ, меѓутоа мощно битен сегмент во тој процес на реформи е секако реформата во внатрешната контрола на Министерството за внатрешни работи и во споставување на така наречен надворечен механизам за контрола на полицијата. Може малку повеќе за тоа, навистина, за што се работи? Така, тоа предизвика през една плејада на менување на повеќе закони, Законот за јавното обвинителство, Законот за народното правобранителство, Законот за внатрешни работи. Зошто? Затоа што она што беше присутно долго време, години наназад во јавноста, зашто бевме сите ние сведоци, беше детектирано како предизвик со кој треба да се справиме, со цел обезбедување повисок степен на професионалност и доверба кај граѓаните дека навистина внатре во рамките на МВР се врши внатрешна контрола на секое постапување на работниците, секако критиките кои што ги имавме и од нашите меѓународни партнери и служби. И од нас. Така невладините организации, ги рековме и граѓаните, се направи еден сериозен исчекор, каде што се воспостави посебно оделение во јавното обвинителство. Мислам дека последниве денови исто тоа беше нешто актуелно со некои случаи. Посебно оделение кое што е надлежно за повреди на законот во ситуација кога тие повреди се сторени од страна на работниците на Министерството за внатрешни работи и затворската полиција, истовремено воспоставување на посебна организациона единица во рамките и кај Народниот правобранител, каде што има представници и од невладиниот сектор, и сето тоа во интерес на тоа да се избегнат сомневањата и да се гарантира објективноста и она така наречено солидарност на работниците во внатрешната контрола во однос на своите колеги. Ние сме сега на тој пат, тоа не од вчера. Можеме да констатираме дека статистичките показатели се добри овие години колку што тоа функционира и се надеваме дека ќе биде се подобро. Значи тоа е така наречен посебен сегмент, сегментот рековме на ревизија и реформи во внатрешната контрола. Потоа, она што е сега посебно актуелно, тоа се, како што спомна министерот, два закони што се во собраниска процедура, Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, се со цел да се подигне и да се надминат сите оние предизвици кои што беа детектирани во секојдневното вршење на работите на Министерството во рамки на законско утврдениот делокруг на работи
бидејќи ова министерство е надлежно да ги врши работите на системот на јавна безбедност, да ги гарантира слободите и правата, сигурноста, безбедноста, борбата против криминалот, превенцијата и слично. И токму во тој сегмент несомнено беше утврдено дека мора да се направат реформи во делот на интегритетот на работниците, исто прашање што е многу интересно и во другите сфери на нашето живење, професионалноста на полицијата, одговорноста на тој систем, исто реформи, значи системот на дисциплинска одговорност, интегритетот на личноста, професионалноста, деполитизацијата, за да навистина Министерството за внатрешни работи биде сервис на граѓаните. Така да имаше критики во последно време, а критиките се секогаш добредојдени, бидејќи тие само се преиспитуваме дали сме на вистинскиот пат. За прв пат во Законот за внатрешни работи, ако дозволите да кажем 2-3 збора за тоа што е во тек, за да не одземам многу од времето, се предвидува полагање на тест за интегритет на кандидатите за вработување во Министерството, што е различно од тестот за професионален интегритет на работниците што работат во Министерството за внатрешни работи. Значи, тестот за интегритет при вработување е класично тестирање од стручни лица, кои што треба да се види каков е профилот на личноста што сака да се вработи во полицијата и кои се гаранциите за неговото однесување во иднина. Тоа повеќе би знаеле експертите од таа област да кажат, а тестот за професионален интегритет не се доживува како нешто редовно што треба секој работник, вклучувајќи ми мене, да го поминам како класично тестирање, туку напротив, добрите пракси и препораките од компаративните искуства и државите во Европа покажаа дека тоа е се симулирани ситуации кои што се во врска со работите и задачите на моето работно место, каде што работникот не знае дека всушност е предмет на тестирање на неговиот професионален интегритет и едноставно треба да ги врши работните задачи како и секој други, а не знае дека тоа може дури и видео и аудио да се документира и да биде индикатор за моја кривична одговорност, за моја дисциплинска одговорност и слично, бидејќи откако ќе се заврши тоа тестирање, на крајот само резултатот ќе биде позитивен или негативен. Каква е мојата професионалност, каква е интегритетот, како сум се справила со предизвиците за вршење на конкретната работна задача. Доколку тестот е негативен, реперкусата прва што е, тоа е потешка повреда на дисциплинска одговорност ја предизвика, што може да доведе и до многу сериозни последици, дури отказ од моето работно место и не само тоа, туку тоа може да предизвика евентуално кривична одговорност, меѓутоа, зависно од повредите и дали воопшто имало повреди или известни отстапувања, може да се случи да се бара подобрување на методологијата на работа или да предизвика моја дополнителна обука и отсуство на вештини во вршење на работните задачи, што навистина ни е задоволство и очекуваме кога ќе бидат донесени измените во законот да тоа профункционира, меѓутоа морам да кажам да не се очекува дека тоа ќе се случи повторно преку ноќ. Пак ќе кажам, реформите е нешто што мора цело кога има се да се заокружи. По донесување на законот следе донесување на подзаконски прописи, веќе во тек треба да бидат и обуки на луѓето кои што тоа ќе го спроведуваат, затоа што не смее да се провоцира да некое несакано однесување. Тоа што се однесува до интегритетот, во поглед на дисциплинските го напуштаме системот на комисии, одиме на принцип на она што се гаранциите на унифицираност, на обученост, на усовршеност и воспоставување на нов организацијски облик. Се воспоставува обврска за сите работници да пополнуваат изјави за нивната имотна состојба, што е во контекст на справување со предизвиците и борбата против корупцијата, затоа што сите сме сведоци, граѓаните, перцепцијата не само за полицијата дека сме длабоко корумпирана држава и ова се инструментите со кои што ние на тој пат наш на реформите сакаме да ги обезбедиме сите предуслови да тоа го сведеме на што е можно, да не кажам нулта толеранција, затоа што никогаш нема гаранции, не знам дали воопшто постои така држава која што колку мене навистина ми остави силен печаток ова што го објаснивте за тестот за кој всушност испитаникот не знае.
Па не е класичен испитаник. Не е класичен испитаник, контролата, која може да биде и аудио и видео снимена. Така, документирано. Тоа, колку такви тестови имате да се спроведени? Не, ова е за прв пат. Односно, сега ќе почне да се... Ќе видиме тоа како ќе функционира. Оптимисти сме, само со добри создавање на сите предуслови. Како реагира полицискиот синдикат на ова? Затоа што може да кажа дека... Морам да кажам дека слушам критики зошто полицијата све. Меѓутоа, јас по природа сум човек што кога некој работи совесно, одговорно и професионално, тоа е само уште една потврда кога би дошло дека ќе се потврди нашата професионалност и не треба да се плашиме од такви работи да ги осудуваме. Подсакувам секаде да може да се прават такви преиспитувања за професионалност и одговорност. Тоа сигурно ќе се воспостави некакви стандарди, да не се повреди и приватноста сепак и да се задоволат барем основните критериуми во доменот на социјалната правда, сепак и тие се работници. Подготовките беа долги за да дојдеме до ова решение и како да го воспоставиме, се гледа како функционира тоа во други полициски. Сега тоа е во процедура, Па за жал морам да констатирам тоа веќе е законодавна власт, собрание, не можеме ние да влијаме на тоа, меѓутоа измените се во собраниска процедура летото минатата година, од јули ако не се лажам. Па добро. Веќе сме второ читање, очекуваме гласање и оптимисти сме дека ќе нема зошто да се грижиме во наредните 15-20 години ќе се Не, ние сме оптимисти, веќе беше неколку пати на дневен ред дека тоа ќе помине и не би сакала многу време да одземам, уште со задоволство можам да констатирам како граѓанин пред се гледам една сериозна реформа која што не е само во МВР, тоа е широк процес кај сите државни институции, тоа е дигитализацијата. Исто 6 закони веќе ни се поминати во закон и се подготвува бидејќи има отложна примена, мора да согласите кој ќе се каже збор дигитализација, што тоа значи информатичка поддршка, овозможување, да и граѓаните многу полесно доаѓаат до многу услуги кои што се очекуваат од Министерството, затоа што во наш состав и оделот за граѓански работи, патните исправи, голем број на права, живалиште. Еве ако дозволите, мене ми е драго што ја допревме таа тема, медиумитетот е Министерство за внатрешни работи и јас како мојата количка бројам многу ситно до пензија. Години, десетици години зад мене се и умеам да ја направам разликата и ми е драго што нема да бидам сватена субјективно, дека сведок сум на тие промени во односите со медиумите, со невладините организации, со јавноста, како со законот за слободен пристап на информации, секој дневно стига десетици барања, има поставено и рокови, да ги нема рокови, се одговара на тие информации, новинарите ги следат процесите, континуирано, верувајте, се поставуваат прашања, се фокусираат на она што јавноста е заинтересирана и за разлика од порано, кога на вистина тој беше малце тежок процес, одеднашка секој ден нешто ве прашуваат и се бараат информации, со задоволство можам да констатирам дека работите се придвижија значително напред и дека навистина се споделува, пошто и ние пред се сме граѓани и дел сме од општество и убаво да го споделите, да го кажете и да го подобриме. Пак ќе кажам, секоја критика е добредојдена, негативна таа не прави да се преиспитуваме, нормално е, може и да се погреши, ама да ги надминеме грешките и да се подобриме. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.